Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски се двајцата кандидати за председател кои трката ја продолжуваат во вториот круг. Согласно податоците на Државната изборна комисија во текот на вчерашниот ден, своето право на глас го оствариле 49,95% од граѓаните во државата. Во поголем дел од општините Силјановска-Давкова победи убедливо, а тоа се покажува и во општините од истокот. Согласно податоците од ДИК, во Берово 53,18% од гласачите својот глас го дале за Силјановска-Давкова, а 31,36% за Пендаровски. Во Виница 56,77% гласале за професорката, а 21,91% од граѓаните гласале за Пендаровски. Победа во првиот круг Силјановска-Давкова издвои во Делчево, каде собра 47,20% од гласовите, за разлика од Пендаровски, за кого гласаа 36,81%. Во општина Зрновци за Силјановска-Давкова својот глас го дале 68,98% од гласачите, а за Стево Пендаровски 23,45%. Победа Давкова издвои во општина Карбинци, каде бројот 2 го заокружиле 60,36% од гласачите, додека бројот 1 бил заокружен на само 21,46% од гласачките ливчиња. Убедлива победа професорката издвои во Кочани. 52,57% од гласовите и припаднаа неизе, наспроти 25,41% од гласовите кои беа за нејзиниот против кандидат. Во Македонска Каменица 50,31% од граѓаните гласале за Силјановска-Давкова и ВМРО ДПМНЕ, а 20,37% за Пендаровски и СДСМ. Во Пехчево 53,84% поддршка дале на професорката, а 27,17% на нејзиниот против кандидат. ВМРО победа издвои во општина Пробиштип со освоени 51,38% од гласовите, наспроти СДСМ со 29,24% од гласовите. Во општина Чешиново Блешево за бројот 2 гласале 59,48% од гласачите, а бројот 1 го заокружиле само 22,99% од избирачите. Победата беше очигледна и во Штип, каде за Силјановска-Давкова гласале 53,18% од гласачите, наспроти 24,74% од избирачите кои својот глас го дале за Пендаровски. На ниво на цела држава, за Гордана Силјановска-Давкова гласале 53,18% од избирачите, а за Стево Пендаровски 24,74% од гласачите.